Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате: 359 лица се пријавиле за попишувачи и инструктори за општините Тетово и Боговиње. Можностите на новиот младински центар во Гостивар представени пред директорите на училиштата. 77 скијачи од цела Македонија ќе учествуваат на утрешниот Шара куп за ветерани на Попова шапка. Тестирањето на кандидатите за попишувачи за општините Тетово и Боговиње се одржа овие 2 дена во Тетово. Пријавени биле 359 лица, но дел од нив воопшто не се појавиле на тестирањето. 359 лица се пријавиле за реонски попишувачи и реонски инструктори за пописниот реон 32, односно општините Тетово и Боговиње. Овие 2 дена во просториите на основното училиште Лирија се спроведе процесот на тестирање на кандидатите. Лицата кои се вработени се пријавени, веднаш се дисквалификувани. Значи од 192 пријавени кандидати во 2 групи во текот на вчерашниот ден, на тестирање се појавија 53 кандидата, значи во 2 термина, во 10 часот и во 13 часот. Денеска во групата што е во моментов што завршува веќе со тестирање од 10 часот, од 96 кандидати на тестирање се појавија 45 кандидати, што значи негде околу 50%, за разлика од вчерашниот ден. Денеска имаме поголем одзив, затоа направивме и една група плюс. Ако некој од тие што вчера пропуштиле од некоја причина да се појават, да им дадеме шанса да го положат тестот денеска. Се со цел да се исполни бројката на потребни попишувачи за пописниот реон 32, што го опфаќа општина Тетово и општина Боговиње. Според насоките на Државниот завод за статистика, за општините Тетово и Боговиње потребни се 242 попишувачи и 24 инструктори. Голем дел од пријавените кандидати се пријавиле и за попишувач и за инструктор. Ние ги немаме раздвоено, тоа е работа на Државниот завод за статистика кој е попишувач кој инструктор, меѓутоа имаме една појава каде што кандидатите во најголем број се пријавиле и за попишувач и за инструктор. Селекцијата на кандидатите, рангирањето ќе ја врши општинската реонската комисија за пописен реон и ќе му достави ранг листа на Државниот завод за статистика. Во ранг листата треба да према бодирањето нормално се прави ранг листа, меѓутоа мора да се води сметка и за етничката припадност, онака како што го бара законот за попис на населението. Обуките на избраните лица ќе се одржат на крајот на месецот, најпрво за комисијата, а потоа и обуки за попишувачите и инструкторите. За Тетово и 5 околни општини ќе бидат потребни 403 попишувачи, од кои 91 на македонски, 301 на албански, 6 на турски и 5 на ромски јазик, како и 40 реонски инструктори за спроведување на најавениот попис на населението во земјава, според јавниот конкурс за ангажирање реонски попишувачи и реонски инструктори. Граѓаните со поделени мислења. Едни велат дека пописот на населението во нашата земја ќе се одржи во април, а други дека пандемијата, но и политичките препукувања ќе го одложат. Дел од нив сметаат дека сега не е време за овој процес, затоа што имаме здравствена и економска криза. Пописот дали ќе се одржи? Не. Зошто? Не може да се држи. Ел видиш у парламент шта ради тамо подпис. Едно каже да, едно каже не, Маврова каже да, овој каже не. И тако е. А треба да се заврши. Па според мене се двоумим, пошто самите партии што се на власта уште не можат да се договорат што е подобро за граѓаните. А моментално се двоумим. И мислам дека тоа би било уште подобро ако тоа се одложи, бидејќи во оваа ситуација треба да се мисли за народот. Поради пандемијата? Поради пандемијата, економската криза
луѓето уште се збоумат што им е потребно сега за пишувањето кога има многу потешки работи, посебно за буџетот на фамилиите. Не знам, тоа прашате партии. Па искрено да ви кажам, не знам. Али што знам, ако одлучиле да се одржи, ќе се одржи. Тоа не зависи од нас, обичните граѓани. Така. А според вас треба ли да се одржи со Моменталната ситуација како се пандемијата шири, јас мислам дека треба да се одложи малце понатаму. Сепак е од други зависи. Лично сматрам дека не е време за попишување. Тоа е, што да кажам. Па не постојат услови сега, корона, овона, зголемен бројот на болни од корона и така. Во тој смисол. И би требало реално да се одложи бар за одредено време сега. Или за подобри време да се намали бројката на заразени. Тоа. Мислим дека нема да се одржи. Зошто? Па не е време за држава и не се сложуваат сите партии, така да не ми се верува. Влијае ли бројкава на заразени која што расте постојано? Сигурно. И то многу. Па би требало да се одржи, ја мислам дека така треба да се одржи пописот. Пратеничката на ВМРО ДПМН од Гостивар, Дафина Стојановска, денес отвори канцеларија за комуникација со граѓаните. Сепак функционирањето ќе биде тешко, затоа што просториите немаат електрична енергија. Ова е канцеларијата која пратеничката од ВМРО ДПМН од Гостивар, Дафина Стојановска, ја отвори денес како место за средби и комуникација со граѓаните. Има работно биро, компјутер, столчиња за посетителите. Сепак и оваа просторија, како и останатите во објектот предвидени за пратеници, е без електрична енергија, што го отежнува функционирањето, особено во студено време. Би сакала само кратко да апелирам или да замолам до локалната самоуправа и да се изнајде решение за еден проблем кој што го има овој дел од пратеничките канцеларии на останатите мои колеги пратеници, а тоа е дека овие канцеларии се без струја. Се надевам дека ќе ни излезе во пресред локалната самоуправа, бидејќи знаете без струја има секако проблем за добро функционирање. Стојановска вели дека и покрај ваквата препрека ќе се стават на услуга на граѓаните секој ден. Им порачувам на сите мои сограѓани дека оваа канцеларија ќе биде отворена секој работен ден во време од 5 часа, кое што ќе биде работно време истакнато, дека ова е канцеларија на граѓаните во која што ќе можат да дојдат да се пожалат, да се пофалат, да прашаат, да порачаат и сето тоа што јас со нив ќе го разговарам, ќе се обидам во собранието да го пренесам и да побарам помош и одговор за секое нивно прашање. Координацијата во пратеничката канцеларија, која се наоѓа до општинската зграда, ќе ја води асистент, а средба со граѓаните Стојановска ќе одржува еднаш или 2 пати неделно, зависно работните обврски во собранието. Учениците од гостиварските училишта добиваат можност да се вклучат во современи обуки и тренинзи на новиот младински ресурсен центар во Гостивар. Деталите денес им беа презентирани на директорите на образовните установи. Преку современи обуки, курсеви и тренинзи, учениците од гостиварските училишта ќе го надополнуваат знаењето и ќе ги подобруваат вештините за комуникација, организација и слично. Ваква можност им нуди новиот младински ресурсен центар ICAN, кој што беше отворен минатиот месец. Директорите на училиштата денес беа во посета на центарот за детално да се запознаат со функционирањето и програмите во кои учениците може да се вклучат. Курсеви, процеси во кои што ги немаме во нашите традиционални процеси во образование, а се многу битни за овој момент и век во кој што живеат младите. Така да таму нудиме многу атрактивни курсеви и пристап, се со цел тие да се обучат со тие меки вештини во кои што се потребни многу за сите струки и активности за сите моментални процеси.
Денеска настанот е со директорите од основно и средно образование, се со цел да им објасниме кој е пристапот на Ајкен како центар, но исто така да слушнеме од нив дали имаат некои потреби во кои што се различни од тоа што ние го нудиме, се со цел да креираме такви пакети за да може да им ги нудиме на децата од средно и од основно образование. За категорија средно образование исто така нудиме програми во кои што се поврзани со иновативност и предприемништво, се со цел да можат утре, кога ќе бидат над 18 години, ако имаат добра идеја да креират и бизнис. Презентацијата на можностите на центарот беше иницирана и организирана од општинскиот сектор за образование. За основните училишта овие нудат курсеви, разни курсеви, па така да директорите да се известени за тоа, да знаат што фактички им треба на ученициве и да видат тука какви можности има. За средните училишта, за учениците што имаат афинитет за нешто, фактички да го развијат тоа според овој центар што е во Гостивар. Освен за ученици, ресурсниот центар спроведува обуки за млади невработени до 29 години и бизнис секторот во Полошко. Центарот се наоѓа во објектот на некогашниот приватен колеџ. Вчера во периодот од 22 часот до 5 часот утрово на подрачјето на СВР Тетово не е регистриран ниту еден случај на непочитување, односно кршење на владината одлука за целосна забрана за движење на граѓаните, односно на полицискиот час. Во продолжение ви ја пренесуваме атмосферата во Тетово по почетокот на полицискиот час. Приведен тетовец осуден на затворска казна поради неовластено држење и тргување со оружје. Пријава за каснување од куче скитник. Во продолжение следуваат деталите од билтенот на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 83 лица, 51 лица од Тетово и 32 лица од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 56 лица од Тетово и 35 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државен санитарен инспекторат, а контроли им биле извршени на 304 лица од Тетово и 238 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера околу 19 часот полициски службеници привеле 60 годишен тетовец осуден на затворска казна од 1 година и 1 месец за сторено кривично дело, неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје и распрскувачки материи, согласно член 396 од Кривичниот законник. По приведувањето реализирано со судска наредба, тетовецот спроведен е во казнено поправната установа затвор Идризово во Скопје за издржување на истата. Вчера околу 21 часот и 10 минути полициски службеници од одделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 30 годишен гостиварец, кој 10 минути пред тоа со дрвен предмет ја нападнал неговата 66 годишна соседка. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 18 часот и 35 минути на наплатната станица Гостивар полициски службеници запреле минибус со дебарски регистарски ознаки, управуван од 62 годишен жител на Дебар, во кој се превезувале повеќе патници од дозволениот број со протоколот за вршење на јавен превоз. Се расчистува и документира случајот и ќе следува поднесок. Вчера пак во 15 часот и 20 минути 31 годишник во Гостивар пријавил дека околу 13 часот и 30 минути во паркот на улица Мара Угринова во Гостивар неговиот малолетен син бил каснат од куче скитник.
Утре нападините на Попова шапка во организација на Сдруженијето на спортските ветерани Шарпланинецот Тетово ќе се одржи второто издание на Шаракупот за ветерани, на кој ќе учествуваат вкупно 77 скијачи од цела Македонија. Сдруженијето на спортски ветерани Шарпланинецот Тетово викендов по втор пат ќе организира Шаракуп во скијање за ветерани. Стартот на трката е закажан за во сабота со почеток во 10 часот на патеката Пионерско брдо на Попова шапка. Пријавени за настап се вкупно 77 надпреварувачи од Тетово, Скопје, Прилеп, Велес, Охрид, Струмица и други градови. Надпреварувањето ќе започне со трката во женска конкуренција каде се пријавени вкупно 10 надпреварувачки. Потоа ќе следува највозрастната категорија кај мажите, односно 61 година плюс. Најбројна ќе биде категоријата 51 плюс во машка конкуренција, каде се пријавени вкупно 35 надпреварувачи. Локацијата што ја одбравме првично поради временските непогоди, односно премногу топло беше последниве 2 недели и нагло се намалуваше снежната покривка. Моравме да го префрлиме од местото кај што е скилифтот Г, да го префрлиме на сртот на Пионерско брдо. Ова локација мислиме дека најмногу ќе издржи со снежната покривка до почетокот на 13 кога е надпреварот, 13 март. И тоа, околу стазата, би сакал да кажем дека ќе биде негде висинска разлика околу 150 метри меѓу стартот и целта. Бројот на капи очекувам да биде негде околу 30. Со евентуално еден пролаз во делот на стазата. И мислам дека ако се случи негде да има недостаток на снег, може ќе успееме да го избегнеме таа ситуација за да можеме успешно да го завршиме надпреварот. Помеѓу надпреварувачите има голем број на поранешни шампиони на Македонија како и репрезентативци, како што се Љупчо Спасовски, Шемседин Рефики, Љубиша Божиновски, Владимир Петровски, Ивица Хаджилјовски, Зулјо Рефики, Бушевски, Зоран Синдилиев, Менан Мемети и многу други. Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Имајте убав викенд. Пријатно!